Големиот број на деформитети кои што се појавуваат кај децата во нераната возраст, поради неправилното движење на телото, беше причината за создавање Центар за корективна гимнастика, која годинава за прв пат започна со работа како проект на одбојкарскиот клуб Виола Волеј. Корективната гимнастика представува спортска гимнастика која многу придонесува за правилен раст и развој кај децата. Потребата од формирање на ваков центар е од големо значење за сите спортски клубови, затоа што овде децата се стекнуваат со координирани моторички движења. Чест како одбојкарски тренер на Виола Волеј, работам со дечиња од 5-6 оделение до 8 оделение или 9 оделение, дечиња кои што ми доаѓаат неподготвени. Зборам за физички, слаби моторички развиени вештини, така да се појави потреба од доста родители се јавуваат, сакаат нивните деца да тренираат некој спорт, да се занимаваат со некој спорт, а дечињата од 7, 8, 9 години се малечки да се бават со некој спорт, а од друга страна кои ќе дојдат во 6 оделение, значи кога се веќе зрели за да почнат да се бават со некој спорт, се, како што пред малку кажав, неподготвени. И додавме на идеја да го реализираме овој така наречен проект на одбојкарскиот клуб со цел децата да ги подготвиме не мора за одбојка, него за некој одреден спорт. Корективната гимнастика е програма за деца со деформитети на рбетот, нозите и стапалата. За таа цел, таа вклучува антропометриско и моторичко мерење на детето, физиолошко-енергетски третман и специфични вежби за превенција и корекција на деформитетот. Значи овдека е, рековме, баш тоа се вежби за еден правилен раст и развој на самите дечиња. Децата, овие се дечиња кои што може да видите овдека, сите од прво до 4-5 оделение, седат подседан пред компјутер, седат пред книгата на училишните клупи, кога се одат дома, носат ранчиња тешки, да не речам 1/3 од нивната тежина. Замислете, јас ако сега 90 кила носам на грб, 30 кила ранец тежок, како би се осеќал. Поготово сега тренд е на едно рамо ташни да се носат, па и се појават чести деформации, искривување, дали на кичмата, на арбетот, дали имаат доста дечиња рамни табани. Еве, минатата недела извршивме некои мерења, благодарност до школска медицина, до директорката која што извршија, значи незиниот тим, ги извршија тие сите мерења, тежини, висини, обем на гради, рамни табани. Во наредна недела би требало да имаме прегледи од ортопед, кој што би ги открил евентуалните деформитети кај овие ученици и се разбира според потребите на тие ученици би се работело на отклонување на тие деформитети. Корективната гимнастика е препорачлива и за оние деца кои немаат деформитети. Тие преку оваа гимнастика ќе ги развијат моторичките движења и ќе го подготват своето тело за приклучување кон одреден спорт. Се работи за корективна гимнастика. Што е со оние деца кои што немаат никакви проблеми? Тие тука сидат, слободно се вежбаат. Значи, подготвуваме, ова е една база, една основа за понатамошно бавење на учениците со некој спорт. Рековме овдека, веќе во наредната година, ќе се вклучат и одредени спортови, како што се фудбалот, кошарката, одбојката, тенисот, да не испуштам некој, нели, да видиме кои ученици какви афинитети имаат и потаму во соработка со родителите наше да препорачаме кој ученик кон што афинитет, кон каков спорт има, па да го препорачаме и понатаму се разбирам на родителот ќе биде да одлучи дали ќе се занимава со спорт и со кој вид на спорт. Заинтересираноста кај родителите за оваа гимнастика е голема. Иако поголемиот дел од родителите не сакаат да говорат пред камерите на Велес ТВ онлайн, сепак сите го делат истото мислење дека корективната гимнастика им помага на нивните деца правилно да се развиваат. Интересот е голем, што се однесува кај родителите, многу позитивно е примен и од родителите и од директорите на училиштата, така да нешто ново во нашиот град, нешто што во иднина би прераснало во некој поголем проект, меѓутоа
За тоа потоа, кога ќе дојде време, повторно ќе разговараме. Во овој период ќерка ми 8 години. Во овој период е потребна физичка подготовка за да може правилно физички да се развија. Но не е причината само тоа, причината е затоа што овде ќе учат на структура. Социјалните вештини исто така ги учат, знаат како да се вклопат во група, знаат како да се дружат со другарчиња, така да и покрај тоа што физичкиот развој е прединствена причина зашто ја вклучив мојата ќерка и оваа социјалната. Во Центарот за корективна гимнастика Виола Волеј членуваат околу 40 деца. Тие тренизите ги обавуваат 2 пати неделно, во среда со почеток од 18 до 19 часот во малата сала и во сабота од 14:30 часот до 15:30 часот во големата сала на Основното училиште Васил Главинов.